Оној познатиот Келавко Слави Трифунов се чуди како тоа Бугарија им дала 100.000 пасоши на македонците, а се попишале само 3.500 бугари или негде 0,6% од овие попишаниви. 0,6%. И бараат уште во устав да влезат. Абе, кој устав? Устав. Овој. Абе, Слави, не е доволно само да дадеш пасош. Треба и срце да му дадеш на човекот. Ама вие некако срце не покажавте до сега. Обично имавте околу 1600 бугари во Македонија порано, така што се кажува. Значи, со целата негативна кампања на побугарчување што ја правевте на македонскиот народ, со сите закани и блокади, успеавте во изминатите 15 години да ја кренете бројката на дупло. Што, морам да признам, е одличен успех за вашата пиар стратегија и потрошените пари. Еве, во следниве 15 години ќе бидете можеби околу 7.000, нормално ако вие 3.500 бугари нели се размножат квалитетно, ама судејќи по вашите стапки на раз во Бугарија, нема да можете да ја поминете бројката од 4.000. Но, мој совет, апсолутно ќе се покачите во бројките, ако пожестоко се заканувате и ако пожестоко не блокирате во нашиот пристап во Унијата. А можете да употребите порадикални методи, нели? Оти тамо некои ваши министри поранешни се закануваа со армија, со тенкови ќе ни влезеле, па не знам што тука. Го памтиме и тоа, не дека не го памтиме. Абе, Слави, ти си слушнал за институтот двојно државјанство или само молови и дурови, разбираш, нели, како познат музичар и шоумен. Тоа значи дека кога имаш неколку државјанства и пасоши, ти самиот одлучуваш каде ќе се попишеш како доместичен, односно како земја во која си резидентно население. Да те праша нешто тебе преку Тасевски. Вие, кога им дадовте бугарско државјанство на нашиве, им побаравте да се откажат од македонското, а? Еве, дали им побаравте? Изгледа не. Па јеби га бе, Слави, шо викаат србите. Тоа е малку премногу, нели сепак не сме кај Тодор Живков мајката, во Европска Унија сме. Па што сакате сега, бе? Овие луѓе на кои што сте им дале државјанство, тие се по националност македонци, но по професија се бугари, чиста работа. И затоа кога ги прашале на пописов наш преварански, нели, како се чувствувате вие? Нормално си рекле се чувствуваме како македонци. И имаш ти среќа што е така. Оти можеш овој директоров на пописот и тоа да ви го скрати. Па кога ќе ги крати македонците по инерција да скрати и некои бугари. Значи, ако скратил 130.000 непопишани македонци, тогаш можел и некој стотче од Бугарија да скине. Да ти кажи уште нешто тебе, бате преку Тасевски. Еден совет, бесплатен. Бидејќи фалат некаде околу 130.000 неизјаснети македонци на пописот. Ти сега тераја тезата дека тоа уствари се бугари кои што од страв, што им правиме терор тука во Македонија, затоа не сакале да излезат да се попишат, бе. Да, бе, еве идеја ви давам бесплатна, бе. Тоа е вака малце у ваш стил. Кога нешто не во иде по кеф, да, бе, тоа дека македонците терор им правеле на бугарите во Македонија, мислам тие 0,6% кои што се изјасниле за такви. Затоа терајте си, иако тие тези ваши се измислени и веќе сите од нас знаат дека, нели, ги измислувате на дневна основа. Изгледа да се малку повеќе од пасошите што сте ги дале, ама од каде па да знаеш? Можете заебал зоќе, тој шејтане море. Македонец, Македонец гледа Северџан вади. Еве, јас уште малку да ти помогнам, нели, да ја помогнам на бугарската кауза. И уште еднаш да ти објаснам. Македонец е националност, а бугарин е професија. Мислам на овие кајна што се тука што имаат, нели, добиено пасоши од база да може да работат во странство, нели. Еве на пример. Турците во Бугарија си се турци по националност, ама бугари по професија. Исто така. Исто така и ромите. Да, бе. Ама тоа не се мали бројки. Некаде околу 50% од денешната Бугарија и македонците во Пиринска Македонија исто така. И нешто ќе ти кажам, треба да снимаме филмови заедно, бе. Слави, да пееме, да играме, да си ги почитуваме различностите, кои потоа ќе не сближат. Ама вие сакате со сила убајна. Со сила сакате од нас бугари да направите. Нема, бе, Слави, бе. Не може, бе, тоа. Не бива таа работа, бе. Ај сега ти направи се, мислам. Ај биди Бред Пит. Можеш да бидеш Бред Пит? Не можеш да бидеш Бред Пит.
Ма бе, може да имаш и 100 милиони, и 700 како Зеленски. Не можеш да бидеш Бред Пит. Можем ја да бидам Анджелина Мислам, погрешна ми малце слави споредбава, ама сега ме разбра, нели? Шо ми е компарацијава? Затоа, бе, брат, угледај се малце на Азис. Гледај си ја музиката. Направи некој дует со Сузана Гавазова. Доста се бавтеш со политика. Виде како рикна. И вместо да бидеш премиер, сега си пак ко мене. Телевизиски лик. Ете, звезда, ако сакаш. Што им соли памет на граѓаните. Кој како? Јас со Вегета, ти со Буковец или обратно. Ама, тоа е тоа генерално. Пендер кон наш голем маш, фатил глушец зао паш, па го вртел, па го сучел. Знаете на кого мислам, така? Оној познат како Љубави, на оној бугарскион лева рака десен джеп Бојко што му рече, нели, Љубави. Пил раке и јадел посебна салама со граѓаните, пренесуваат провладините портали кои работат на ликот и делото на преседникот на Севернава држава. Поред неговите изјави за граѓанството за време на предизборната 2016 година, насловот на веста би требало да биде вака: Председникот заедно со народот, наречен од негова страна стока. Епа со таа стока председнико мезел млада детелина и пиел вода од кофа. Слаки, ти си јадеш вино на пондила, тревка, зопца, јачмен, водичка, овој од кофа, бе, Слаки. Мези млада детелина и од јонџата мези со граѓанството. А знаете дека млада детелина е многу опасно да се пасе? Затоа што, нели, после од младата детелина стоката се дуе. Може да псоиса, не сериозно, ако се смеам. И ако сакаш да и направиш попис после на стоката, да им пукнал овој меот од детелината. И нема попис, мислам, не можеш да ги попишеш. Отишла јабана. И сега наместо тој да се бави со државнички работи, секој ден се шета по Западна Македонија, веројатно нели се чувствува должен за гласовите што ги доби од Али Баба и од ликот што ја прогласи короната за умрено, за да биде нели лево сметало и послушник на Зоќе Муртински Almighty Unfuckable, наместо да биде председател на сите граѓани. И сега се промовира со финти, темек не му е проблем да јаде посебна салама со неколку чипирани СДСМовци, додека Бугарија го однесе и последниот македонски идентитетски атрибут и ги побугарчи Гоце Делчев и царот Самуил. Но што да се очекува од човек кој велеше дека народот ќе му ја извади душата на оној што ќе го смени името, а самиот тој учествуваше во таа промена на името? Карактер е тоа, бе! Карактер пар екселанс! Баш како Бојко Љубави. Ама Бојко за Бугарија душа би ни извадил, ама ти Љубави за Македонија ништо не би извадил. Ништо. Гола вода. Веројатно ти мислеше кај ќе му оди душата на оној кој ќе го смени името. Стварно, председниче, кај ќе им оди душата на тие што го сменија името на Македонија, а? А кај ќе им оди душата на оние кои што ставаат семејни насилници, кои тепаат жени за амбасадори, при тоа велат, па нема врска тоа, бе, па што ако тепал жени, па само еднаш е осуден за тоа. Значи од еднаш не се стануело насилник, а ова ако тогаш се станува од еднаш, а? Се станува онаа работа од еднаш. Тачерина се станува. Абе, нешто мене ми е познато оваа приказна. Од еднаш не се стануело, нели, а? Ви текнуе? Епа, не се стануе ни председник од еднаш. Затоа ти два пати се кандидираше. Вториот пат со Амин на овој од исламската верска заедница што јасно кажа дека наредил по джамиите да се даде абер ти да си председник. Тоа така е еднаш, само регуларно, легално, европски. Европски, тоа е по сите европски стандарди. Кога, нели, од позиција на верски лидер, кога им наложуваш, нели, на своите верници за кого да гласаат. Тоа е многу по сите стандарди на европските гласачки машинерии. Така.
Затоа сега благодарници на сите страни од тебе кон зелените еколози, дури и градоначалничкава на Тетово која спискала 20 милиони државни пари, ја испрати амбасадорка во Европа, бе, опасен си, знаеш и ти, мора да ја кажеш фала. Па и ги памтиш говорите од Тетово 2001 против славо македонците, ги памтиш што збореше, памтиш, па ти тогаш беше портпарол во полиција, ако добро се сеќаваме, така? Да, бе, председателе, бе, па ти у полиција работеше, бе, да, бе, видиш, како. Ти текне дека у полиција злаки работеше, председател, ти текне, па да, пише нормално дека ти текне, бе, да, знаеш ти тоа, стока, јонџа, детелина. Вие у полицијата сте супер, морам да признам, полиција на Северна Македонија двојазична. Све у главите на ВМРО-вците, а и у разузнавање сте добри. Само понекогаш ги мешате ингеренциите, тие што треба да работат надвор, се по твоја юрисдикција шпинираат дома. А и тоа руски дипломати, нели? Па самиот Таче го кажа тоа во интервју. Ама кој го заболе за тоа? Бе, битно да власта да си тече ова. Тоа што народот очи неќе да ви види, тоа што судството има 8% доларва кај народот, тоа што ќе немаме леп, зејтин, струја, газ, ако имаме инфлација, криминал, безработица. Што ти е гајле бе за тоа, мислам, глупости. Битно Зоки и пријателите од Калето да се среќни бе, кој го онади народот, па нели народот е стока, бе, бе. Таа е од детелина, од детелина, немаме детелина, можеме кактус исто да пасеме, не е проблем. Ако Киро Глигоров како председател беше чиста десетка, Борис Трајковски одлично деветка, Хорхе, малце послаб, така. Бранко, па уште послаб за двојче. Ти си бе, брат, чист кеца, бе, Бандера! Бандера! Шо викаат во Прилеп, Бандера, знаеш ти Миле Машала, све што видел напучено, го е бал. Пази да не те види Миле Машала, многу си ми некако изложен. Мај, Миле Машала, гај го Миле Машала. Да видиш, Джумер која раскажува таа приказна. Се што видел напучено, све е бал. Ко сите позиции, значи, падна бе, човек, како да ти кажам, на испитот председател, падна. Ните бива за надвор, ните бива за натре. И ако се случи сам да излезеш на избори со својот лик и дело, а не со некакви бугарски возови, со, нели, помош од косовски автобуси, мислам, од содржинава на косовските автобуси, ќе бидеш оддуван ко балон со хелиум и никој нема да те памти, барем ние не македонците, овај. А овие други ќе викаат супер ни служеше, бе, одличен дечко, мислам. Ние, она, мислам. Едноставно, човек, некои луѓе го немаат тоа во себе што се вика Македонија, добро служат. Да, добри се за тоа, мислам. Слуга покорни! И тоа е таки напливна инспирација, не ми зимајте за зло. Епа, овде е обратна тезава. Вие што сте елитата сте слуги, а ние стоката држиме до себе. Вие елитата сакате да клечите и да правите хонолулу, ние сакаме да пружиме отпор. Мала разлика, ама многу битна. Значи и стоката понекогаш знае да биде многу покорисна. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путе бершенге, вел еменке путе бершенге, виджуко машкар джианенгоро, ек машкар джи ероменгоро, саво. Обиджуко тенге, ек пасте сае минули тенге, менгоро тап. Валипе керена амаре ангуни бас драя, машкар джианенгоро, акава модели екеске. Аритем фундамент